Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е пијанистката Дуња Иванова. Иванова, неодамна одржавте концерт во Музеот на македонската борба. Го свиревте Јан Тирсен, 500 посетители и 3 биса. Како го објаснувате тоа? Од каде овој интерес на публиката за оно што вие го творите? Јан Тирсен следуваше после низа на други композитори кои јас претходно ги изведов пред скопската публика, но овој пат навистина и на мое големо задоволство, како што споменавте, салата беше преполна и реакциите беа воодушевувачки. Мислам дека единствената причина овој пат се должи на тоа што зад мене застана една продукција, Слобода филм и Минимал, кој го поддржа, да речем, маркетингот околу овој настан. Јан Тирсен сепак е, да речеме, спаѓа во оние малце покомерцијални автори кога е во прашање современата музика и многумината го знаат од музиката за филмското остварување Амели и се надевам дека тоа ги привлече, тој веќе познат звук ги привлече да дојдат и да го проследат овој концерт. И во неколку наврати пред и во најавата за овој концерт се обидов да ја ослободам публиката, да не се плаши од тој термин современа музика, која многумина го разбираат како нешто што е тешко за разбирање, до кое тешко се допира, што не е случај со авторите кои јас ги изведувам, затоа што во нивниот опус се наоѓаат и навистина едноставни и емотивно преполни музички парчиња кои успеваат да допрат до секој слушател. И сметам дека она што значеше продукција, значи една техничка поддршка која го ослободува уметникот да размислува за сите пропратни елементи кои следат една организација на концертот и навистина овој пат успеавме заедно со две девојки ентузијасти, Марија и Ивана, да направиме еден навистина квалитетен настан. Од плоштадот Македонија преку музеот на град Скопје, Македонската филхармонија, Њујорк, Париз, настапи во регионот. Она што е интересно дека композиторката Ана Пандевска знае да каже дека Дуња Иванова свири секаде онаму каде што постојат минимум услови за тоа. Зошто? Која е причината? Што е на што вас ветера ова да го правите? Оние кои настапуваат на сцена знаат дека тоа создава една добра зависност од која човек тешко се откажува. Јас навистина уживам во таа комуникација со публиката, меѓутоа потребата да споделам музика која мене ми е интимно блиска е уште поголем мотив да се настапува буквално во секакви услови. Меѓутоа пред се во една концептуална смисла, а тоа значи да ја ослободам музиката надвор од оние рамки што значи концертна сала, концертна дејност, шаблон, следење на одредени ритуали, одреден начин на облекување, однесување во концертната сала, што не е случај кога настапувате надвор на улица. Јас буквално со проектот на минување, кога свирев 3 часа на плоштадот Македонија во Скопје, им ја изложив музиката која јас ја почитувам и јас ја изведувам и во концертната сала, но буквално ја изложив на минувачите тука пред нив, да не можат да ја одминат, да едноставно застанат барем за некој миг и за себе да обезбедат едно уникатно доживување. Така што тоа е кога имате, како што споменавте, минимум техничка поддршка, навистина е предизвик и шанса и би било жално да одбиете една таква можност на публиката да ја обезбедите едно уникатно музичко доживување. И кога сме веќе кај композиторите, интересно е тоа што ги свирите современите композитори. Кейдж, Филип Глас, Збигнев Прајснер, сите оние кои, верувам, оставиле посебен впечаток кај вас. Од каде овој интерес за современата музика? Зошто ги свирите токму нив? Јас уште додека студирав на факултетот за музичка уметност некако едноставно како свој го чувствував тој современ звук. Меѓутоа додека сте студенти тоа е сосема оправдано, следите одреден шаблон затоа што станува збор за формално образование. Меѓутоа по завршувањето на студиите јас се ослободив и почнав да го градам тој мој пат. Така како една иницијална каписла беше концертот посветен на Збигнев Прајснер, кој беше исклучително успешен и привлече голем број на публика. Исто така беше на отворен простор во предворието на Даут Паши Нама. Мислам дека беше еден од првите каде што акустично пијано извлековме надвор, исто така во некои несоодветни временски услови. Пошто следеше
Филип Глас, Майкл Найман, Стив Райх, Ричи Сакамото, Тери Рајли, Бјанка Бан, Давид Федел, сега Јан Тирсен. И сето тоа, тие се автори кои јас интимно ги познавам уште многу одамна. Меѓутоа, еве последниве 4 до 5 години се охрабрив да го споделам тоа со публиката. Докаде ќе одите пак со овој избор на композитори? Се додека пишуваат авторите, за мене постои нов предизвик. Во јавноста е добро позната соработката со композиторката Ана Пандевска. Како се најдовте? Што е она што ве доведе една до друга? Што е она што пак ве тера низ годиниве да работите, да соработувате и да одите чекор по чекор натаму? Ние многу лесно се разбираме со Ана, така што сметам дека она е една од музичките автори кој во музиката не гледа само средство за некаква експресија или пак на публиката да ја овозможи некакви мигови за уживање. Напротив, исклучително ја почитувам затоа што ја користи музиката како еден многу моќен медиум. Ја отсликува реалноста, испраќа пораки, храбра е и тоа ја издвојува од нејзината генерација. Иако со сета почит на другите музички автори, со нејзе се чувствувам некако прилично блиска, го разбирам нејзиниот музички израз и верувам дека и понатаму ќе правиме доста успешни проекти заедно. По концертот во Музеот на македонската борба, ниту еден ред забележан за тоа. Се чини дека она што беше интерес од публиката, она што беше интерес на посетителите за овој концерт, не резултира со реакција на критиката. Впрочем, факт е дека ние се помалку и помалку имаме критика, особено музичка критика. Како го објаснувате тоа? Мислам дека тоа е резултат на еден медиумски вакуум кој се создаде во последните 7-8 години, кога исчезна неколку значајни, престанаа да постојат неколку значајни пишани медиуми во кои се третираа теми од областта на културата. Меѓутоа и од телевизискиот и радискиот етер беа укинати значајни емисии, исто така со теми од областта на културата. Но како причина може да се гледа и појавата на многобројни електронски портали. Луѓето сакаат сензации, сакаат брзи вести, брзи информации. Интернетот стана најмоќниот медиум, социјалните мрежи, на кои секој може да пласира буквално свое мислење, да отвори некаква дебата, иако според мене тоа е навистина едно неблагодарно поле за комуникација. Но еве токму вие, Јолевски, но можам да го спомнам и Тони Димков, сте некако последните преживеани од тој медиумски ураган. И се додека постои барем еден кој води сметка или грижа за некакви естетски или културолошки вредности, мислам дека ние уметниците треба да бидеме мирни и да работиме. И се надевам дека ќе се отвори една нова епоха која ќе се разбере прилично сериозно во овој домен кој вие го спомнувате, затоа што е неопходен и потребен. Дуња Иванова не е само пианистка, Дуња Иванова е и професор во Средното музичко училиште, меѓутоа Дуња Иванова е и доктор на науки, кој зад себе има и неколку објави. Особено две, значајни по тоа што им се наменети на децата. Но сепак, и по толку години, Дуња Иванова никако да стигне до универзитетот, да стане дел од екипата која работи на Музичката академија. Зошто? Која е причината? Па ова е една представа која трае веќе десетина месеци. Во ниту еден момент не беа доведени до прашање моите квалификации, моето образование, концертната дејност, публикациите. Едноставно ова е, сметам, последни изблици на таа транзиција во која јас и мојата генерација пораснавме. Кога станува збор едноставно за задоволување на некакви суети, покажување на моќ од некаква позиција. И тоа е навистина жално, затоа што тоа време заврши. Оние кои мене подобро ме познаваат, знаат дека сум правдолюбец и дека сум доста истрајна и упорна во она што го работам во животот. И ние во овој момент, оваа моја генерација, ја должиме на нашите деца, им должиме на овие нови генерации, алфа деца со брилијантни умови, да им овозможиме едно цврсто тло со општество во кое ќе сакаат да останат, да вложуваат, да пораснат, да ги пораснат своите деца, во едно општество во кое ќе градат вистински вредности наместо привид. Така што сметам дека ова е еден тест, овој мој случај со ова една прирасна во една моја лична борба со Факултетот за музичка уметност, еден тест не само за институциите, туку за една цела генерација која сега треба да покаже зрелост. И по се во ова, кој би бил следниот ваш исчекор
во музиката. Кога да го очекуваме новиот концерт? Ќе биде ли тоа повторно соработка со Ана Пандевска? Тоа е секогаш една перспективно прашање, меѓутоа и тука ќе спомнам дека е неопходна таа една менаџерска поддршка, затоа што јас не можам се сама да туркам. Но кога веќе ја спомнавме Ана Пандевска, ние веќе првпат тука најавувам дека на 3 јули настапуваме на годинишното јубилејно Скопско лето со едно нејзино ново дело, исклучително за пијано и за рок-н-рол бенд, заедно со Сетстат. Ви благодарам на разговорот. И јас ви благодарам. А вам, почитувани гледачи, на вниманието со кое не следовте. До гледање.